Јас сум оделенски наставник Гордана Бошначка и денес заедно ќе обработиме една наставна содржина по предметот општество за второ оделение, сообраќајни средства, препознавање и изработка. На сликата можеме да забележиме неколку сообраќајни средства, хеликоптер, автомобил, воз и така натаму. На секој од нас не се познати сообраќајните средства, бидејќи тие се дел од нашиот секојдневен живот. Зашто ни служат сообраќајните средства? Сообраќајните средства ни служат за превоз на патници, да патуваме од едно до друго место и за пренос на потешки товари, материјали, предмети и така натаму. Сообраќајните средства можеме, ќе ги групираме во три групи, бидејќи имаме три видови според видот на сообраќај. Имаме три видови на сообраќај: копнен, воден и воздушен. Копнениот сообраќај може да биде патен и железнички, и тука како примери за сообраќајни средства ќе ги спомнеме автомобилот, автобусот, камионот, возот. Воден сообраќај, сообраќајни средства кои што се движат по вода, ќе ги спомнеме чамецот и бродот, а оние кои што се движат по воздух се авионот, хеликоптерот. Спомнавме дел од сообраќајните средства кои што не обкружуваат, и во дел од наставната содржина имавме и изработка на сообраќајно средство. Доколку оваа наставна содржина би се реализирала во училница, би работеле во групи. Прва група би изработила сообраќајно средство за копнен сообраќај, втора група би изработила бродче, сообраќајно средство кое што се движи по вода, и трета група би изработила авионче. Но бидејќи работиме од дома, вие самите можете да се изберете и да изработите сообраќајно средство кое што всушност ќе биде ваша задача. Потребен материјал: дрвени стапчиња, боички, стиропор, лепак, ножички и пластични штипки. Јас изработив сообраќајни средства. Еве сообраќајно средство за патен сообраќај. Едно автомобилче или джипче. Ова сообраќајно средство е изработено од дрвени стапчиња. Сега начинот на изработка ќе го објасниме. Боење на стапчињата. Стапчињата ги боиме и ги лепиме три стапчиња едно до друго. Потоа сечиме 4 помали стапчиња кои што ги лепиме вертикално на оние три стапчиња и уште ставаме горниот дел едно дрвено стапче. И на крајот ни останува да го залепиме стиропорот. Доколку немате стиропор во домот, можете да искористите картон или некоја подсврста хартија. Треба да се изрежат во форма на круг, за да, во овој случај бидат тркала на автомобилчето. И со помош на пластична штипка, која што сите ја имаме во домовите, изработивме едно мало авионче, кое што се изработува едноставно. Две летвички, дрвени стапчиња се лепат на предниот дел од штипката и едно помало дрвено стапче или летвичка назад. И украсувањето на авиончето може да биде по ваша желба, со фломастери, обоено, со боички, декорирано по ваша желба. Часот ќе го завршиме со презентација на изработките, она што јас го сработив за вас и она што можеме да го заклучиме за сообраќајните средства е дека се дел од нашиот живот и без нив
не може да се одвива сообраќајот. Сообраќајните средства се многу корисни за нас, бидејќи без нив нема да се одвива никаков вид на сообраќај. И ви благодарам за вниманието.